На Светскиот ден за борба против сиромаштијата, семејството Јовановски од Скупската населба 11 октомври се бори да го преживее денот. Ноќе како да не живеат. 3 години во нивната куќа нема струја, оти немаат пари да ја плаќаат. Тричленото семејство се навикнало обврските да ги завршува додека е ден. Најмногу внимаваат на домашните задачи на 7-годишниот Давид. Ако им остане нешто за навечер, пишуваат на свеќа. Се плашат дека ќе му го расипат видот. Долгот за струја им е над 200.000 денари. Додека бил жив свекорина Светлана, земал пензија и некако успевале да ја плаќаат струјата, но откако починал имаат само колку за леп. Се останато има луксус. Па се мачиме со свеќи, ама тешко пишува, не се гледа на свеќи, тоа мачно и очињата ми е страв да не ги расипе. Тоа и до видот е многу битно дека он е мал. Ај не е големи, ама оно ми е страв да не го штети видот. И некојаш викаш немаме ни леп да просиме за леп. Нема пари. Некојаш имаме, ама некојаш немаме. И сега зимо на даски немаме пари за огревно дрво. Од каучи, од даски, еве, од било што му дават комши некој, кршиме и немаме. Струја дека немаме. За јадење како? За јадење тешко. Купуваме, ама многу тешко е. Нема. До кој датум во месецот имате? До 15, 16, 20, еве максимум 20. И од после се снаоѓаме некако, еве и не знам, еве побаруваме некој комши некој. Дава некој динари така. Ви помагаат? Да. Комши? Некој комши, да. Хуманитарни организации некој? Има, да, и хуманитарни сега почнаа да дават по некој вака јадење нешто. Освен свеќи, имаат и неколку светилки на соларна енергија. Преку ден ги полнат закачени на сонце во дворот, за навечер да можат да обележат каде им се вратите од тоалетот и од спалната. За капење топлат вода во голем лонец. Им го дале соседите за да не се мачат со мали тенџериња. Топлат вода и готват на шпорет на дрва во дневната соба. И во најголемите гориштини Светлана вели дека морала да пали оган за да сготви нешто за јадење. А за јадење, вели, имаат само по неколку дена во месецот. Незиниот сопруг Ласте работи. Платата му е 10.000 денари, а отплаќаат стар кредит од 3.000 денари, па преживуваат со она што останува. Кога ќе потрошат се што имаат, се снаоѓаат. Им помагаат соседите, а сопругот еднаш неделно оди кај мајка Териза на улица Македонија и зема јадење, оти поинаку не можат. Многу лошо, нема еве даски, зима за грење, немаме дрва. Струја нема. А даски од кај наоѓате? Па и од работа кај што работи, комши му дават. Нема, многу тешко. Струја нема најглавното. Најголемата Да. ви е струјата. Да, моментално е најголемата борба за струја. После другото постепено, мислам, ама. Еве гледам се јавуваат за помош за храна, за еве кревети некој ни донесува нешто. Шифонјер, ама. Целиот двор им е затрупан со остатоци од мебел, штици, федери од стари кревети, душеци, расипани машини за перење, нафтени печки, а почнале да собираат и старо железо. Сакаат да соберат што можат повеќе, па да го однесат во отпад за да земат пари. Некоја невладина организација која во последно време често ги посетува и им носи храна, им ветила дека ќе обезбеди превоз до отпадите. Чекајќи го превозот, го затрупале дворот, а затрупани со стар мебел и штици им се и сите соби во куќата. Од страв да не останат без дрва за грејење, го наполниле и подрумот во кој, како што вели Светлана, не се влегува. Таа е невработена. Работела во печатница, но пропаднала фирмата и таа останала без и она малку што го заработувала. Кога се обидала да најде нова работа, не успеала, а сега дома ја задржуваат обврските кон Давид. И детево, што кажеш, некош има, некош нема. И геврек некош 10 денари, вика маж ми, ќе ти дадам што да прави. Нема многу лошо. Немаме. Струја најбитното го нема. Тоа е најбитно. Семејството Јовановски е само дел од вкупно 445.200 лица кои живеат во сиромаштија во Македонија според последните податоци од Државниот завод за статистика. Стапката на сиромаштија во Македонија е 21,5%.
За сиромашни се сметаат самци кои имаат годишни примања пониски од 78.362 денари, а 4-члено семејство со 2 малолетни деца се смета за сиромашно ако има примања пониски од 164.560 денари. Овие податоци се однесуваат на 2015 година. Годишниот извештај за минатата година Државниот завод најави дека ќе го објави на крајот на месецов. Денес, на улица Македонија, втора година поред, Сдруженијето Проект Среќа го одбележа Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата, а во организација на невладината организација Мрдни со прст, денес на 5 локации во Скопје се отворени пунктови за донирање храна.